Civil Media. Добар ден и од мене. Јас сум Благица Димитровска од Здружение Инклузива. Кога се зборува за човекови права, во името на групата која застапувам, на луѓето кои ги застапувам, но и во моје лично име би прашала што е тоа. Затоа што застапувам лица со попреченост и сум мајка на возрасен син со попреченост. 70 години од декларацијата. За овие 70 години годишно поеднаш да се помислеше на оваа категорија на граѓани, денеска ќе ги надградуваме, а не да почнуваме од нула. Зошто зборувам така? Многу луѓе ќе се запрашаат. Покрај декларацијата, Обединети нации донесоа уште 6 документа, каде што во првиот се гарантираат политички и граѓански права. Во нашиот парламент се уште немаме пратеник лице со попреченост. Но верувајте, нема ни родител на лица со попреченост, каде што директно ќе се залага за системски решенија. Затоа што се најголема пречка системските решенија. Во системот не се воведени човековите права на лицата со попреченост. Се уште се нарекуваат секако. Значи, тие се луѓе. Јас зборувам да ве потсетам за кого се работи со попреченост. Тие се луѓе со исти права. Исто така, системските решенија се многу малку во однос на човекови права на овие лица, но не можат да се практикуваат одредени пречки во околината. Физичката пристапност во Република Македонија, 80% од институциите се непристапни. Како овие луѓе да дојдат до човековите права? Исто така јавниот превоз. Никаде нема адаптиран јавен превоз за лица со попреченост. Информациите што се даваат од секоја страна не се адаптирани да ги разбере секој човек. Никој не е свесен за тоа. Лицата со попреченост и оние права што можат да ги остварат, не ги остваруваат поради тоа што не се информирани. Политичките партии не вклучуваат лица со попреченост. Граѓанските организации, освен оние што се за и на лицата со попреченост, воопшто не размислуваат дека овие луѓе имаат голем капацитет да го заакнат нашето општество, да ги почитуваат различностите на луѓето, без оглед какви се. Во поглед на образованието, на здравствената заштита, на социјалната заштита, да ставиме точка, затоа што нема запирка. Ги нема. Воопшто ги нема да ги остварат. Родителот во исто време не е поддржан од ниедна страна, само секојдневно се исцрпува и емоционално, и финансиски, и од секоја страна, и на крај да секој му каже дека тој е крив и е виновен што состојбата на неговото дете е таква каква што е. Не, состојбата во државата. Виновна државата кај што живееме не создала услови за еднакво учество и давање придонес за градење на едно демократско општество. На овој ден на човекови права би ги повикала сите што имаат моќ, барем на 5 минути да застанат онаму кај што стоиме ние, да погледнат преку нашите очи, за да видат дека сум во право. И на крај, не правете ништо за нас, без нас. Повикнете не, да ви кажеме, но и да учествуваме. Се додека нема наше учество, во ваква држава ќе живееме, каде што правата на лицата со попреченост и нивните семејства не се почитуваат. Благодарам. Civil Media.